започна изградбата на автопатот Тетово-Гостивар во должина од 18 километри. Денеска беше поставен камен темелник за старт на градежните работи кои треба да траат 2 години. За премиерот Мицкоски, градежната експанзија во Македонија треба да придонесе за остварување на една цел, а тоа е земјава која нема излез на море, автопатски да се поврзе со сите пристаништа во регионот. Тоа би довело до повеќе патници и до побрзо проширување на бизнис активностите на фирмите. Потенцираше дека Македонија во моментов е огромно градилиште и дека заедно со локалните проекти ќе се гради на над 1200 локации на територијата на државата. Овој пат ќе го возат и ќе го користат и македонци, и албанци, и турци, и срби, и власи, и роми, и бошњаци, и од други националности туристи кои што ќе се упатуваат преку овој пат до нашите планински бисери, до нашите езерски бисери, како што е Охридското езеро. И тоа е иднината на оваа наша заедничка татковина Македонија, која што сите заедно си ја сакаме и почитуваме, но со дела. Само со дела можеме да ја сакаме и можеме да ја почитуваме. За 2 години експресниот пат Тетово-Гостивар ќе прерасне во модерен автопат според сите светски стандарди, најави вице-премиерот и министар за транспорт Александар Николовски. Вели дека експроприацијата на земјиштето се одвива со забрзана динамика. Прогресот во овој дел бил 5 пати поголем од претходно, со што се отворил фронт за градење во должина од 68 километри низ државава. Во јуни 2024 година, кога беше формирана оваа влада, вкупно беа експроприирани 560 парцели на трите делници. Денеска во април 2025 година се експроприирани 2497. Прогресот е некаде помножен со 5 пати. Наместо гламурозни пресконференции и рекламни спотови, денеска се слуша вревата на булдожерите, рече вице-премиерот Изет Меджити, алудирајќи на претходната влада, која неколку пати се сликаше на оваа делница, без притоа да започне да го гради автопатот. Со изградбата на патот Тетово-Гостивар, според него полог ќе прерасне во раскрсница на можности и инвестиции. Денес поставуваме камен темелник на проект вреден 90 милиони евра, но вистинската вредност е немерлива. Секој спасен живот поради безбеден пат. Секој нов бизнис што ќе одбере да инвестира туку поради подобрена логистика. Секоја млада личност што ќе остане во регионот, затоа можностите доаѓаат кај неа, а не обратно. Дозволите ми да завршам со едно просто ветување. Ќе не мерите по завршени километри, не по потрошени зборови. Денешниот темел е символ на таа политика. Политика на дела, а не на празни фрази. Досегашниот недостаток на прогрес во изградбата на оваа делница ја нотираше и директорот на јавното претпријатие за државни патишта. Договорот е потпишан во март 2023 година, а во јули 2024 година наследивме само 2 информативни табли и ништо повеќе. Затоа сега го гледате колкав е напредокот. Сега се работи на трите делници, и Прилеп Битола, и Гостивар Букојчани, еве сега и Тетово-Гостивар. Од Бехтел и Јенка ветуваат дека забрзано ќе градат, но и дека ќе го сведат на минимум нарушувањето на сообраќајот во овој дел. На проектот работат 1700 лица, а половината од ангажираните се од Полошкиот регион. Бројот на вработени треба да се зголеми на 2600 луѓе, па компанијата интензивно трага по кадар. Во моментот сме ангажирани со приближно 100 подизведувачи. Планот е да и 90% и 340 или 60% добавувачи од домашниот пазар. Планот е да формираме партнерство со уште повеќе. Важно е да се изберат правите партнери во одредени дејности и мене ми е драго што ние избравме и македонската влада, македонскиот народ и сите наши пријатели овде да бидат партнери на овој пат. Задоволство ми е да видам дел од отварањето на оваа делница. Проектот за изградба на автопатот Тетово-Гостивар опфаќа 9 надпатници, од кои 8 надпатници за поврзување на локалните патишта со новопроектираниот паралелен пат и еден надпатник за новата клучка во општина Боговиње и општина Врапчиште. Изградбата на автопатот Тетово-Гостивар ќе чини 90 милиони евра.